Добар ден на сите. Денеска брифиравме на 3 теми која интересираат јавноста. Првата тема се исплатите на надомести на породилни отсуства, втората се исплатите на капитаци за матичните доктори, вклучувајќи доктори, стоматолози и гинеколози. И третата тема е достапност на тумор маркер. Во врска со првата тема за исплатата на надомести на породилно отсуство, таа тековно се одвива во континуитет и за ноември се исплатени над 6600 породилни отсуства. Ние правиме анализи и согледувања дали има заостанати исплати, бидејќи бројот на исплатени породилни отсуства секој месец варира. Немаме константен број и тоа можете да го видите во прилогот на сите исплати од јули минатата година до сега. Можниот проблем во декември е решен со прераспределбата во буџетот, каде што е зголемена позицијата за породилни отсуства и кај нас и во Министерството за економија за труд, бидејќи имавме раст на вкупниот број на породилни исплати поради изголемувањето на платите, не поради изголемување на бројот на родени бебини породилни отсуства. Втората тема во врска со појавените информации дека се доцни со исплата на капитаци за матични доктори, исто така од редовноста во исплатата од јули 24 може да се види дека фондот се придржува на договорените опрски, а тоа е исплата во рок од 60 дена од доставената фактура на матичните лекари и исплатата за ноември од 493 милиона во моментот се реализира. Да кажам и дека од исплатите за матичните лекари може да се види дека ветеното зголемување од 33% на капитациите на матичните лекари е исполнето. И третата тема, тумор маркерите, во основа приложив една статистика од која се гледа дека до септември 25 година се направени скоро 250.000 анализи за тумор маркери и тоа што во моментот на клиниката за онкологија не се работат анализи за тумор маркери, не ги загрозува пациентите со тумор маркери, бидејќи всушност институција со најголем број на анализи за тумор маркери е Институтот за клиничка биохемија, кој е на само 200 метри од клиниката за онкологија. На институтот досега се направени скоро 50.000 анализи. Тука се и ГОП 8 септември меѓу поголемите, а над 10.000 анализи се прават и во Куманово, Тетово и во други градови. Во скоро сите градови има најмалку 2 институции, обично болницата и здравствениот дом, каде што се работат тумор маркери. Најмногу тумор маркери се прават за простата, ПСА, околу 65.000 до септември, се направени 21.000 анализи за тумор маркер за рак на дојка. Дали може подобро? Да, може подобро во две насоки. Првата насока дека мора да има јасно насочување на пациентите која лабораторија во моментот не ги дава бараните услуги за пациентите да не рутат, посебно кога треба од општата болница додат во здравствениот дом или обратно. И втората, да се рационализира употребата на тумор маркери. Да нагласам дека помал дел, ретко овие тумор маркери се користат за диагностика, таков е примерот кај ПСА за простата, и тука веројатно треба да имаме многу повеќе направени анализи, бидејќи треба да се анализира, тестира здрава популација, додека најголем дел од другите тумор маркери се добри за следење на состојбата на пациентите и можни рецидиви на болеста. Например, ако имаме 2.500 пациентки со рак на дојка кои користат хормонална терапија во моментот, имаме 21.000
анализа, не бидам Нема погрешно. потребно, Предпоставам, предпоставка. ако има 2.500 пациентки на 3 месеци да се контролират, тоа е 10.000 анализи годишно би требало да бидат. Значи нема непотребно, само вегам треба да се рационализира за да се остави просторот за за пациентите на кои е тоа неопходно. Бидејќи често ние трошиме капацитети за пациенти на кои не им е неопходно и се создаваат проблеми за овие другите. Цените за различни тумор маркери се различни, значи овие околу 250.000 чинат на 2 милиони евра во фактурирани услуги конфорт. Зошто во ноември имаме помалку и во август помалку исплати на породилни отсуства? Во моментот не би можел да потврдам, побарав од службите да се погледни структурата, кажав, во основа секој месец се разликуваат, некојаш имаме исплати за 2 или 3 месеци за иста родилка заради доцнење на започнувањето на исплатата, така да во моментот не би можел да утврдам, меѓутоа работиме на тоа и сме посветени за подобрување на исплатите и се надевам дека ќе имаме прогрес во однос на тоа.